утро. Повтор пат, се разбира, утренски поздрав ќе упатиме и до нашите гледачи кои верувам дека постојано се засегнати од сообраќајниот метеж во Скопје, но сепак транспортот во нашиот главен град може да се подобри ако се најдат одржливи решенија за тоа. А како ова да го постигнеме ќе дознаеме во продолжение од разговорот со Дарко Арсовски-Петровски, експерт на оваа тема и представник на организацијата Go Green Биди Зелен. Добро утро и благодарам што сте дел од нашата утренска емисија. Да објасниме за почеток за нашите гледачи што представува одржливиот транспорт и зошто тој би бил важен за еден град како што е Скопје. Добро утро. Како што кажа, градскиот метеж. Што го прави градскиот метеж? Колите. Не го прават автобусите, не го прават дочаците, не го прават возовите. Одржливиот транспорт така може да се гледа. Тоа што е неодржливо е град како да се развива и расте од одржлив начин. Тоа значи да има простор за пешаци, за велосипедисти, да може да се движат повеќе луѓе на висококапацитетивен начин, значи со возила висок капацитет, наспроти од коли, кои што за една кола треба да има многу асфалт, многу паркинзи и да нема зеленило. Вашата организација имаше дводневна конференција минатата недела. Вие поканивте експерти од областа, представници на институциите, па кои се клучните поенти што произлегоа од дебатата во рамките на оваа конференција и кој е заклучокот? Каква е моментално ситуацијата со одржливиот транспорт во нашиот главен град? За жал, Скопје не може да се пофали со добар одржлив транспорт. На конференцијата имавме 4 панели кои што се според пирамидата на важноста во транспортот. Секогаш на првото е пешакот. Тоа беше првиот панел за пешачење. Имаше тука родово прашање, дали со посебни потреби како се движат, значи како мајки, какви луѓе во колички се движат. Понатаму, втора тема беше микромобилност, значи велосипеди, тоа значи тротинети, ролшули, како се движат тие брзо низ градот и безбедно. Понатаму јавниот превоз, каде што ние имавме публикација колку би го чинело Скопје бесплатен јавен превоз. Значи целосно бесплатен, да може секој, јас, вие да влеземе кога сакаме, каде сакаме на автобус. Моментално 30 милиони евра е годишниот буџет на ЈСП, од кој што 15 се покриени од градот и од владата. Плюс нели тука има бесплатни карти за пензионери, за студенти и се работа беше како тие 15 милиони да се најдат. Понатаму имаше за ПРТ системот, кај што град Скопје учествуваше со свој представник, што беше за пофалба, и на крај имаше за возови, железнички превоз. Тоа значи градскиот воз кој Скопје сега треба да го има од септември и за меѓународно поврзување. Конференцијата беше поддржана од Ханрих Бол Штифтунг, германската организација, и домаќин беше град Скопје во нивната сала. И благодариме на двете организации и институции. Бидејќи самиот еве го споменавте јавниот превоз, според вас кои се оние мерки кои што приоритетно би требало градските власти да ги преземат за граѓаните да се охрабрат или поттикнат еве на некој начин повеќе да ги користат автобусите? Значи, како што знаеме, Скопје има јавен превоз, имаше и порано, но треба да се развива. И сега има две работи. Секогаш тие зборат треба да има повеќе автобуси. Точно, треба да има повеќе автобуси. Во Скопје моментално има хроничен недостаток на автобуси. Објашањето е дека треба да има и реорганизација на јавниот превоз. Тоа значи, можеби треба да идат полни автобуси, тоест големи автобуси до крајните локации. За жал додека не се вратат повторно патниците во автобусите, можеби треба да има до некои села надвор од градот, минибуси до централни локации некои. Градскиот воз што ќе го имаме од септември. Бидејќи моментално станиците се вон густо населени места, може повторно треба минибуси помеѓу автобуските постојки до железничките постојки, за да имаат граѓаните како се движат. Треба да има точаците како да стигнат до таму, значи паркинг за велосипеди, треба да се пристапни рампи за велосипеди за луѓе со колички. Треба да има систем за снемување велосипеди, па дури можност за внесување на велосипеди во возовите меѓуградски или пак барем се паркираат таму. Тоа е значи еден мултимодален начин на транспорт со повеќе модални средства на превоз. Наспроти одговорноста што ја имаат градските власти, односно луѓето во институциите што ги креираат политиките во оваа област, како граѓаните може да придонесат кон одржливост кога станува збор за транспортот во град? Одлично прашање. Ние како граѓани сме одговорни за нашите одлуки. Тоа значи кога одлучуваме како се движиме, треба да погледнеме каде може да се движиме. И сега има тоа две работи. Првата е секогаш ние да бираме одржлив начин на превоз. Пешачење, возење велосипеди, јавен превоз, онака како што го има. Но втората работа е да бараме, да кажуваме дека ни треба. Бидејќи градските власти, ако гледаат дека нема доволно патници, ќе кажат не ни требаат патници, не ни требаат автобуси возови. Но ако ние кажуваме ни треба автобус на таа линија, ми треба повеќе автобуси, гужва е, ми треба чист, со климатизирани услови. Градските власти ќе го направат тоа за своите жители, за своите гласачи. И така, ние самите, нашите можности ќе се зголемат и нашите одлуки за тоа ќе бидат поедноставни веќе секогаш кога ќе имаме автобус, ќе се качиме на автобус или кога ќе имаме начин да се возиме со велосипед, ќе идеме со велосипед, распроти стоење у гужва на 30 степени кога не можеме да мрднеме со кола.
Дарко, ќе ви се заблагодарам уште една што бевте дел од утринската на Телма. Зборувавме на една исклучително важна тема која верувам дека секојдневно е со граѓаните, но кога веќе го споменавме јавниот превоз, овде само ќе споделиме што вели статистиката која е дел од неодамнешното истражување на Центарот за граѓански комуникации, кој што се однесува токму на капацитетите на јавното сообраќајно претпријатие Скопје. Базата на податоци која што е дел од ова истражување покажа дека во последните 10 години во континуитет се намалува бројот и на автобуси и на патници во нив исто така, а просечната старост на автобусите е 13,3 години.